Значи, почитувани гледачи, се наоѓаме во пластеник со култура капија, куртовска капија, така наречена нашата позната куртовска капија во нашиот регион Струмица. Значи, можеме да поразговараме малку покрај проблемите и ситуациите кои што се случува почесто, значи ова година, почнувајќи од временските неприлики или временските непогоди уште од пролетта, значи пролетните денови, така да што продолжија и понатаму, значи со тие таквите климатски промени во текот на годината, тие значи продолжија со долгорочни суши, значи температури високи, каде што земјоделските производители тотално мора да бидат присутни секојдневно и будни околу нивното производство и начинот како да дојдат до по-добар квалитет и по крупно производство. Тука се наоѓаме во површина каде што можете да забележите, значи се работи за пиперка од типот на капија, која што е значи контролирана од страна на стручни лица. И затоа, значи, почесто се среќаваме на теренот каде што таквиот пораст, почитувани гледачи, како што овде можете да го приметите, значи тоа е нависено веќе од метар и пол, може и повисоки имаме стебла, каде што целосно се покриени со плодови и богата лисна маса и здрава лисна маса, каде што се внимаваше во секој момент и во секоја фаза на развојот од растението да му бидат удоволени на растението сите оптимални услови колку што можеше, значи да се создадат од страна на производителот. Што значи, отпочнувајќи од самото расадо производство и внимавањето над храната, над прихранувањето, можеме да спомнеме, значи, како основно ѓубриво и како сорта, значи, ќе напоменам повторно, многу внимавање околу сортите и сортните особини на пиперката, поточно каде што денешниот прилог го припремаме и го презентираме, значи, внимавање на сортата и сортните особини, дали тие сорти се, значи, погодни за нашиот регион или не се погодни за нашиот регион. Имаме сорти кои што, значи, успеваат доста добро, квалитетно, значи немаме проблеми, немат преголеми захтеви од однос на храната, однос на климатските услови и другите. Меѓутоа имаме и сорти над пиперка каде што таквата ситуација, значи, оди кон негативно, значи кон намалување на приносот и квалитетот на пиперката. Понатаму се одеше, овде се уште, значи, се оди во прихранувањето, значи внимавањето на храната кој што треба да биде адекватна за растението, значи како што можете да забележите, таа е во фаза на, значи, зреење, значи имаме плодови каде што веќе се во црвена боја или технолошки обоена, па се до цветови каде што и самите цветови се оплодени и целото стебло е поредено со пиперка. Почитувани гледачи, значи доста внимавање треба околу анализите и правењето на анализите во текот на вегетацијата, се со цел, значи, да се контролираме каде ни е потребно и кои ѓубрива ни се потребни. Значи, препораките од стручните лица секој пат се во позитивна страна над одгледувањето, како во техниката на одгледување, така и во негата над посевот во текот на целиот вегетационен период. Значи, прихранувањето е главен фактор, еден од битните фактори, значи, прихранувањето штом се изведува по правилен пат, тогаш и самото растение е имуно кон другите болести, па дури и можеме да спомнеме и штетници. Кога сме кои болестите, значи, од пиперката, најчести појави тука ни се случуваат и во нашиот регион, значи тоа е пламеницата или фитофтора капсици, вертицилиумот и имаме доста случаи каде што се среќаваме со вирусни заболувања, каде што овде производителите треба да внимаваат околу
третирањето и заштитата над инсекти кои што најчесто тие се вектори или преносители на таквата болест, а тоа се вошките, цикадите, трипсите. Тука се среќава почесто и белокрилката, најчесто во заштитениот простор. И така да треба, значи, секој пат будност околу заштита. Внимавањето на заштита ќе напоменам, значи, треба да се одвива во простор и во време, значи, пред берба, да не се употребуваат таквите препарати, поточно со долги каренци, каде што, значи, од страна на растението овој препарат дали се однесува за фунгициди или се работи за инсектициди, а тие не се разградени од страна на растението и како такви се пренесуваат понатаму со плодовите и доаѓа, значи, до непожелни ситуации околу пласман. Значи, внимавајте, почитувани гледачи, околу каренцата и третирањето над растенијата, бидејќи понатаму доста и со среќавањето на доста квалитетни плодови од растенијата, третирани прерано, извршена берба прерано, значи таквите пестициди неразградени ги прошируваме и понатаму на пазарот. Треба внимавање околу оваа страна, значи, и употреба на таквите препарати кои што се со многу кратка каренца. Понатаму ќе спомнам прихранувањето, значи тоа се однесува, како што спомнав порано, во однос на како основни ѓубрива и понатаму, значи, едно планирање, дали тука очекуваме ние принос, како што гледаме овој насад посев од пиперка, дали очекуваме принос од 35 до 40.000 килограми или 30 до 40 тона од хектар или 50 до 60 тона од хектар, каде што имаме веќе и такви среќавања, значи, тука влијание играат и ѓубривата. Значи, во секоја фаза на развој, дали од почетокот па до крајот, употреба над ѓубрива и употреба над начинот на ѓубрење, значи, најчесто наша препорака е да се користат таму каде што може да се користат системот за наводнување капка по капка, каде што добро се распоредува храната и немаме ситуации, значи, изливање по браздите и понатаму да се створат услови за развој како на болести, така и на штетници. Така да овде можам да споменам, значи, во оваа фаза, значи, употребата на ѓубривата се 2:1:3, што значи азот, фосфор, калиум, тоа е комбинација од 12:5:36 или 8:6:46 богатени со хумусни материи. Така да на пазарот или во нашите аптеки се среќаваме со различни ѓубрива, меѓутоа комбинациите и односот на ѓубрињата треба да бидат претходно самите земјоделски производители консултирани со стручни лица, па се од таму да почне, значи, понатаму ѓубрењето. Дозацијата е многу битна, значи, околу ѓубрењето, колку ѓубриво по единица површина треба да се употреби и така натаму. Што значи, во една ситуација, овде болестите се, значи, многу слабо појавени, меѓутоа како и опште земано, како и цела година, како што се уште течи, значи, периодот на вегетација, се среќаваме со многу повисок степен на развој и појава над инсекти. Значи, овде ја се среќаваме со појавата на тасовицата, која што доста големи штети прави, и тоа поточно во погорните слоеви на растенијата, дали тоа е домата, дали тоа е пиперка, се среќаваме, значи, во врвните делови, каде што тек се формираат некои плодови, или некои плодови се во поголем пораст, значи, совицата е немилосрдна и напаѓа доста над младите плодови, значи, заштита околу неја и спречувањето што влезе во плодот, тоа е, значи, тешко уништливо и треба специјални препарати или инсектициди кои што може да го намалат штетата од таквиот напад. Затоа земјоделските производители треба да се исконсултираат и таквите појави да не се гледаат ако е добра лисната маса и ја гледаме од страна растенијата добри, меѓутоа внатре се среќаваме со појава на таков инсект кој што
ларвата од таквиот инсект или гасеницата или совицата прават огромни штети кои што внатре во самиот плод се храни со семето и семената ложа и понатаму излегува повторно напаѓа на други плодови и така да прави големи штети и таквите штети се негативни кон земјоделскиот производител бидејќи го намалуваат квалитетот, а и самите плодови не се за понатомошна употреба.